Текстот е од Даниел Длајтауер, се вика Чудесна терапија. Значи, во екипата бевме драматург Александра Бошковска, костенограф Раде Василев, автор на песна Давид Матевски, превод од германски Доријана. Логите се тука, инспициент Жарко Намичев, суфлер Даница Илиева, тон Чедобр Големовски, светло мајстор Дејан Блажевски. Се работи за комуникација, или уште поточно за недостиг на комуникација помеѓу луѓето. Јас мислам дека тој проблем е корен за многу војни, вистински војни, а во случајот денес, тоа што е актуелно е со напредокот на технологијата, луѓето според мене се оддалечуваат и овие проблеми стануваат се по антички, а всушност многу не допират во денешницата. Значи, било која врска некој човек што е имал или сака да има е доволна за да биде вклучен во терапијата заедно со представата. Се разбира дека од друга страна се бави и со психотерапијата, односно советувањето на паровите, колку е тоа автентично, а колку е само една игра или манипулација. Се бави со сериозни проблеми, а кога се бави нешто со сериозни проблеми, а луѓето на тие сериозни проблеми реагираат онака како што реагираат вообичаено глупаво, неминовно е да излезе комичен ефект. Значи, меандрирана кај комедија, меѓутоа тоа не затоа што ние инсистиравме да биде така, туку затоа што самото произлегува од текстот и од ситуацијата. И сериозните проблеми е најубаво само смешно да гледаш на нив, ако гледаш искрено. Полесно е така. Да, и попрактично. И полесно можеш да се лажиш. Така сме навикнати. Така сме навикнати. Мислам дека убаво се поминавме, мислам дека представата ќе биде супер за сите возрасти што ќе доаѓаат, значи во публика од студенти до пензионери и така натаму. Не трае долго, што е мислам најважно публиката да знае. Тоа најмногу ги интересира. Да, прилично е динамична и комуницира. Представата, така да... Кој е главниот мотив на психотерапевтот Сонја? Да реши случајот. Да го реши случајот. Да ги спасува, Се да разбира. Да, професионално е. Всушност прво запознавање помеѓу нив, да воопшто не ни знае каков е случајот, треба да открие, да му даде диагноза, па после тоа да се обиди да го реши. Значи, јас сум наискрено многу задоволна од нашата соработка и мене ми е битно за да функционираме на сцената со многу интересни улоги, многу се податливи глумачки, многу се интересни, нешто што за глумец е, како да ви кажам, голем предизвик. Една реченица дека еден пар во особено нарушени односи ходи на брачно советување. Терапијата оди во чудесни размери. Што работам со две прекрасни колешки, работам првпат со Димса, со кого навистина имам прекрасно искуство и пријатно и мене и он мене ме изненади, верувам дека и јас него. Се најдовме, но за мене битно е ако се најдеш со режисер, дека режисерот сепак треба и да те вовлече во некоја приказна и треба да му веруваш. Како и да не ја заборавам и Сашка, која ни беше од многу голема исклучителна помош. И пак ја тоа секојаш го зборам дека театарот за мене е само колективен и само колективен чин. Значи, ако не нема сите, ако нема партнери, ако нема верба во тоа што го работиме, не тешко се прави добра представа. Тоа е некој моја мислење. Желба ми е да и мислам дека направивме доста солиден проект и сакам да верувам и желба ми е дека овој проект ќе трае и ќе го има и ќе има публика. Сите заедно на терапија. Сите заедно на терапија. Време трајање Сати 15, сати 20.